Почитувани колеги, почитуван заменик, колеги од Министерство за финансии, јас би зборил за анализа една од 2018-2022 година, односно сите средства што сте ги планирале во буџетот, година за година и капиталните расходи, односно капиталните инвестиции што сте ги планирале секоја година. Ја би рекол дека секој буџет вие ја претварате државата како да е социјална држава, како една држава на кредит постојано, но кога ќе се видат бројкиве во анализата, тоа се многу сериозни пари кои што вие сте ги менаџирале овие 6 години. Буџет 2018 година 3,4 милиарди евра. Предвидени средства за капитални расходи се околу 301 милион. Што е вака сериозна сума. Но вие со ребалансот не само што ги намалувате таа година, туку не може да ги искористите ниту 50%. Ова е 2018 година, нова влада, приоритет ви беа други работи, прогони, уставни измени и така натака. 2019 буџет 3,7 милиарди евра. Внимавајте, секој буџет ви е зголемен. Секој буџет е поголем од претходниот. Секој буџет, капиталните инвестиции ви се поголеми. Но на крај ќе видите, иако се зголемува, дека немате никаква реализација. Имате предвидено 3,7 милиарди евра во буџетот 2019 година, а за капитални расходи, односно проекти, имате 422 милиони евра. Реализацијата ви бива околу 60 и нешто проценти. Кога ќе стигнете во буџетот 2020 година, 3,9 милиарди евра буџет. Капитални расходи планирани со буџетот ви се 387. На секој ребаланс нормално намалувате, бидејќи ајде што немате проекти, не можете да стигнете, туку не ги не искористувате и овде имате на крајот од првично планираните со буџет реализација околу 60%. Тоа е за 2020 година. 2021 година 4 милиарди евра буџет. Капитални расходи планирани со буџет 390 милиони евра. Потоа со ребаланс сте ги зголемиле за 497 милиони евра. Ова се многу сериозни пари. 2022 нов буџет 4,4 милиарди евра. Капитални расходи 615 милиони евра. И на крај стигаме со новиот буџет, каде што во капитални расходи во буџетот планирате рекордни, поправете ме ако грешам, 791 милион евра. Или вака едно резиме. Вие како влада, овие 6 години, имате потрошено 30 милиарди евра со буџет. И се разбира следната година со овој што го планирате. Тоа од прилика, кога ги видите во капитални инвестиции, што вие ги нарекувате, се преку 3 милиарди евра за капитални инвестиции. Знаете ли што имате направено? Ништо. Апсолутно ништо. Сега ги слушам и останатите пратеници, но и ве слушам вас, постојано говорите за проекти што ги започна во ВМРО-ДПМН, тие што треба да ги довршите или средства да се обезбедат и така натака. И многу е интересно што овие средства што јас ги кажувам, се само средства од буџетот. Бидејќи таму има и средства што се во јавните предпријатија, како што е јавното предпријатие за државни патишта, што се огромни суми, а ги нема во овој буџет, бидејќи не се гледаат. Државата е гарант на тие заеми, они сами ги враќаат, но имаат и своја програма. И такви има и повеќе јавни предпријатија што ги земаат кредите во Македонија и што тие не се гледаат тука. И затоа велам дека вие направивте државата буквално на кредит, секоја институција да работи на кредит. Но добро ќе беше и да се земаат кредити за проекти ако почнавте и почнувавте со нови проекти. Еве слушнав сега и во излагањето, ќе сте правеле проект, не знам, Чебрен со јавно-приватно партнерство, таму немате предвидено овие средства. Еве прашувам, на овие средства што ги имате потрошено скоро 30 милиарди евра, 3 милиарди евра капитални инвестиции, стадион направивте некој? Факултет да не направивте некој? Некој автопат да не направивте? Што направивте еве капитално, што било кој еден граѓанин во Република Македонија ќе рече да ова е добро. Ова е навистина добро. Еве јас ќе ве пофалам. Јас ќе кажам дека е добро. Еве сакам да ве прашам конкретно. Спомнавте и вие како министер преска дека планирате на коридорот 8 и 10 дополнителни средства, но исто така и кон пругата кон Бугарија. Па вие немате доволно средства за третата фаза за пругата кон Бугарија. Таа е проценета вредност околу 420 милиони евра, ако не грешам, ви справете. Вие ги немате тие средства. Ви имате само за да почнете јануари, февруари да распишете тендер.
Што значи тоа, дека ќе се задолжите повторно? Дали имаме во најава дека нови средства ќе се земаат, дали од ЕИБ, дали од Светска банка, дали од некоја друга меѓународна институција? Но ова не го кажувате. И сакам да прашам, колку проекти, проектирање имате започнато минатата година? Бидејќи за тоа треба многу пари, да ги започнете проектите. И кажете ми кои проекти ќе ги реализирате следната година? Бидејќи 791 милион евра, тоа се многу сериозни пари, ви имате, значи многу средства за проекти. Ајде да ги слушнеме. Набројте ги. Тој проект, тој започнавме со проектирање. Вие знаете што имате еден проект, сензационален, вака еден од најголемите во Македонија, тоа е Скопје-Блаце. 1 километар немате завршен. 1 километар 6 години. Да не ги зборам сите оние што автопатишта што беа ставени, но ако сакате сите ќе ви ги набројам и цела програма на транспорт, иако сум бил ќе ви ја набројам, да видите со колку помалку средства се реализирало. Да, и тогаш се земале кредити. И тогаш се земале од институции меѓународни средства, но имало многу проекти. Вие немате апсолутно ништо. И затоа и господинот Пренџов спомна, каде се парите? На што се потрошени сите овие пари? Ве прашувам само за капитални инвестиции. Тоа ми е многу важно, бидејќи вие велите дека 3 години сме во криза. Јас мислам дека од кога сте вие, постојано е криза. Зборам како власт. Но еве, овие 3 години, зар не мислите дека со што повеќе инвестиции во инфраструктурата да ќе се раздвижи цело градежништво? Дека ќе се раздвижи цела економија? Дека преку 23 гранки во Македонија ќе се раздвижат? Тоа е добро за државата, тоа е добро за Министерството за финансии. Верувајте ми, ако имате квалитетни проекти и следната година ги објавите, односно започнете постапки, ние ќе ги поздравиме. Ние како ВМРО-ДПМН и ќе гласаме за секој еден заем ако има квалитетен проект. Но вие што направивте? Поминавте еден закон со Бехтел. Во ред. Може ли да ни кажете кои проекти следната година ќе ги изработите? И дали имате проекти? И на кој начин тоа планирате да го направите? Дали овие средства, 791 милион евра, се најголем дел за тие проекти? И ако е, тоа е добро, да го чуеме. Да видиме дека сте започнале со проектирање. Но немојте пак да кажете има проекти што од минатото почнале и така натака. Ве прашувам лично ваши, како влада да се пофалите. Нема со онаа теза да идам кај што ветувавте, не знам, 600 километри автопати, 1000 километри регионални патишта, не знам, клинички и така натака. Тоа е една голема вага. И сите го знаат. И дури спотов имавте за тоа. И тоа е голема вага. Ве прашувам конкретно, може ли да ми ги наброите кои проекти следната година ќе бидат започнати? Бидејќи овие средства и со средствата во јавните предпријатија не се само 3 милиарди евра што сте ги потрошиле за 6 години. Туку се многу повеќе средства. Затоа сакам конкретно да слушнам што планирате за следната година. А ние како пратеничка група имаме доставено и доста амандмани. Секоја година одбивате најголем дел од нив, но најголем дел од амандманите што ги предлагаме се за да помогнеме. Да, често пати предлагаме во инфраструктурата, каде што најголем дел, да речам, 99% се одбиени, а тие проекти не се за ВМРО-ДПМН, туку тогаш вие ги водевте општините, сега ние ги водиме општината и заеднички може да се реализираат. Но има многу амандмани што се суштествени. И јас би сакал да спомнам десетина од нив што ќе дојдат сега на дневен ред, но сакам еве пред да дојдете на седница каде што веднаш ќе ги одбивате, да ги разгледате сите. Бидејќи ова не се амандмани за ВМРО-ДПМН. Ова се амандмани за сите граѓани во Македонија. Еден од амандманите што мислам дека треба веднаш да реагирате да се прифати е одложување на зголемување на даноците преку одложување на предвиденото прогресивно даночување кое треба да започне од 1.1. Ова не е барање на ВМРО-ДПМН, туку барање од стопанските комори. Ние имавме неколку состаноци, разговаравме со стопанските комори и замолија да не започнува оној одложен закон вие што го имавте, знаете го, ведовте прогресивното даночување, потоа со закон го укинавте, односно го преместивте да почне од 1.1. Не го правите тоа зашто повторно ќе правите само неред, ќе се зголемат даноци, можеби за вас одговара да имате дополнителен
приход во буџет, но ова е повторно на грбот на граѓаните. Размислете го, веќе еднаш сте го одложиле. Ако велите дека има криза, и ако уште има криза, мислам дека рационално е и ова да го прифатите. Спречување на зголемување на цената на струјата за домаќинства и бизнисот преку одложување на предвиденото зголемување на ДДВ за струја од 5 на 10%. Ова неколку пати го збориме, неколку пати го предлагаме. И оваква криза, и ова ако го одбиете, тогаш вие апсолутно не сте за економски мерки. Вие тогаш пак ќе се навртам, само имате социјална држава, трансфери да има вработувања, да има привремени вработувања, да има да се подмират некои институции, невладини и така натака. И така ќе помине вашиот мандат. Но ова е добра мерка и треба да размислите. Неколку пати и вие најавувавте во минатото, ние поднесуваме амандмани за воведување на викенд без ДДВ до крај на кризната состојба. Не гледам зашто да има пречка ова да го прифатите. Ова не е за ВМРО-ДПМНЕ, ова е за сите граѓани. Поддршка на домашните компании преку намалување на акцизата за течни горива. Во минатото, кога првата година беше кризна, ова го прифативте. Не гледам причина зашто сега да не се помогне на народот. Парична помош на ученици од основно и средно образование од семејствата со месечни примања помали од просечната плата. Мислам дека за ова не треба ни да размислувате. На вакви средства во буџетот, на најголемиот буџет во историја, да немате средства за ова, тоа ше срамно и безобразно. Субвенции за зголемување на висината на студентскиот оброк од 120 на 160 денари. Ова е тема каде што се разговара долго време. На ваков рекорден буџет не може да одвоите средства за учениците? Тоа е навистина страшно. Никој во историја нема волку голем буџет. Да, инфлаторен е, но ги имате средствата. И мислам дека тие луѓе заслужуваат да добијат 40 денари. И тоа заеднички може да го направиме. И тоа нека биде ваша мерка. Вие прифатете го, вие дадете. Не е важно кој го поднесува амандманот. Ветувавте реконструкција на студентски домови, нема ништо. Тоа ветувавте и студентски градови, нема ништо. Дадете средства дополнителни. Набавка на нова медицинска опрема за јавните здравствени установи. Ови го веќе 6 години молиме да се предвидат дополнителни средства и тие се минорни. Зголемување на буџетот за набавка на инсулин, исто така. Што е многу важна работа. И зголемена капитација на бодовите за матични лекари, стоматолози и гинеколози. Ова се десетина амандмани што ги спомнувам сега од 203, ако не се лажам, или колку што се поставени од ВМРО-ДПМНЕ. Разгледајте ги, не ги отфрлете од прва. Ако нешто треба и комисиски, нека се доработи. Но дадете средства од буџетот, бидејќи со ваков буџет мора да определите средства за што повеќе мерки. Инаку ќе испадне баш она каде се парите, односно парите ги нема, а за вакви работи мора да се обезбедат. Ова се економски мерки за сите граѓани. Размислете убаво пред да отфрлате што било, зашто за брзо време сите ќе си заминете и вие. И тоа ви е јасно, следната година секако ќе биде изборна година. Но добре да направите барем мал белек, нешто да оставите за граѓаните, бидејќи никогаш нема да ве памтат по ништо добро. Благодарам.